Секој втор човек во земјава или речиси 50% од населението користат тутун, покаже едно неодомнешно истражување на think tank организацијата Аналитика. Дали ваквите бројки, министре, беа причина за пред неколку дена да им се заканите на пушачите да му ја мислат од Нова година? Напротив, ова не беше закана од моја страна. Овие бројки што вие ги спомнавте веќе за пушачите, тоа е многу загрижувачки факт. Значи, по сите ние статистики што ги гледаме низ светот, значи Македонија веќе е рангирана во топ 10 земји во светот што најмногу се користи тутун и што има најмногу пушачи. А најзагрижувачки за нас како на вистина многу сериозни како кабинет, како Министерство за здравство е што од 14 години веќе имаме по некои статистики дека 20% од младите почнуваат да користат пушење. И ова навистина е многу загрижувачки факт и ние веќе ова иницијатива не е од сега, значи од кога дојдовме со кабинетот во Министерството пред неполни 10 месеци, присуствувавме потоа во Светската здравствена асамблеја на Светската здравствена организација во Женева и тогаш со председателот на Светска здравствена организација Теодрос и со директорот за Европа Денис Клуге, ние веќе разговаравме во ова тема и тогаш и го поканивме да им најдеме некоја иницијатива и решение за да дојде тука кај нас во јануари да не посетува во Македонија директорот и од тие наши комуникации со Светска здравствена, значи дојдовме до заклучок дека треба како Западен Балкан сите јануари некаде на крај да потпишуваме меморандум против пушењето. Во пракса сега би ве прашал неколку работи што ќе значи тоа. Земјава има неколку механизми со кои што во принцип би требало да се бори против пушењето. Првиот или основниот можеби е наречен Закон за заштита од пушењето, донесен уште во 95-та година. Најмногу заострен можеби во времето на поранешниот премиер Никола Груевски, а релаксиран во времето на премиерот Зоран Заев, политичка партија која што тој предводеше, со која што вие сте сега во коалиција во оваа влада. Клучно беше што имавме еден период кога пушењето беше забрането секаде на затворено, вклучувајќи ги рестораните. Сега се случи едно релаксирање на тоа да се дозволи пушењето барем во гостителските објекти во оние делови што се нарекуваат летни бавчи или нешто слично, иако сведоци сме на терен дека тоа наидува на креативни толкувања, ќе ги наречам. Во пракса што ќе значи овој меморандум и оваа ваша иницијатива? Дали планирате целосно да ги сврлите цигарите од угостителските објекти, односно од сите објекти на затворено? Точно така, неколку пати интервенирано во Законот за здравствена заштита за пушењето и за тутунот, но ова што го викате дека последно време е релаксирано во врска со непочитување, би кажал, на Законот за пушење и ја лично како министер и како довчерашен лекар, па и така и ќе продолжам, значи морам сериозно да се занимаваме со ова проблематика. Пред се тука ние сме да ги превенираме секогаш лошите навики и да ги превенираме и болестите, зашто кога ќе доаѓа до овие злочудни малигни болести, тогаш тоа многу ќе кошта и на Министерството за здравство и на буџетот на државата, а тоа што не можеме никако да го вратиме, тоа е дека секоја семејство веќе во Македонија, што е многу загрижувачки, се соочува со вакви болести од овие лоши навики и знаете како е. Секој веќе знае и треба да стане да размислува една минута многу логично дека ги губиме нашите најмили, а не сме свесни за тоа. Значи, на вистина е загрижувачки, зашто веќе околу 7,8 милиони луѓе значи во светот го губат животот во годишно ниво, а од нив 1,3 милиони се деца и новороденчиња. Значи ние треба да внимаваме нормално многу на здравјето на нашите граѓани пред се, а и нормално и на нашата иднина, тоа се нашите деца. Но дека ја лично, не дека ја не сум пушач, сум непушач,
но лично се залагам и тоа ќе биде нормално во склоп и со скрининзите на Европска Унија, каде цело време ние зборуваме на убави зборови, дека се стремиме да бидеме дел од Европска Унија, а ништо не правиме во врска со вашето објаснување, дека потполно се согласувам, дека ние секогаш донесуваме некои закони и закона за пушење, но никогаш во пракса не се почитуваат или 3 дена трае тоа и после тоа продолжуваме исто. Вака сите го знаат ставот на мојот кабинет и мојот личен став, дека за овие неполни 10 месеци како министер, се што сме кажали или не сме кажали, значи го реализираме и нема да отстапиме од овој пат. Не дека треба да се заканиме на некого, дека треба некој да ги казниме, напротив, повикуваме на таа што е општа култура и здравствена култура, пред се да мислиме на самите себе и на нашите граѓани. Вие како што видовте на некои почитувани медиуми, нели интервјуирале доста дел од граѓаните кои ги гледавме дека се пушачи и, например, безкомпромисно, како ги слушнавме, го поддржуваат ова. Знаете, ова пред се е на здравствена хигиена, тоа се подразбира орална хигиена, па да не зборувам за болестите кои следат после овие лоши навики, конкретно пушењето. Добро, значи ако можам добро да ве разберам, вие ќе инклинирате кон тоа пушењето да се забрани секаде на затворено, односно да имаме повторно рестрикција на тоа законско решение што го имаме сега, што едно време се олабави, така да кажам. Апсолутно точните препораки со подпишување на меморандумот ќе ги добиеме од Светска здравствена организација и верувајте дека ќе постапиме 100% по тие препораки. Така да, ако луѓето мислат на себе, на своето здраве и на своите најмили, а мислам дека крајно е време, тоа што го кажав, ќе го повторам, да седнат и да размислуваат една минутка дека секој ден во нашата држава губиме на вистина драгоцени луѓе, наши најмили во нашите семејства. И за тоа треба да внимаваме како се однесуваме и таа општествена одговорност треба на вистина да е на највисоко ниво, а за тоа на вистина треба ја повикувам и апелирам секој пат дека треба крајно време да го смениме менталниот склоп и да почнеме не за себе, зашто големината е секогаш да размислуваш за другите, за околината и за нивното добро и за здравјето. Што е меѓу тие други препораки, министре? Ве прашувам сега за конкретни работи кои што ќе имаат конкретен ефект во општеството. Ние ги знаеме веќе препораките, но нема сега да ги споделиме конкретно и детално што подразбират, но со подпишувањето на меморандумот ќе држиме пресконференција, ќе излеземе и ќе повикуваме и не би сакале да доаѓа да го оштетиме буџетот на некое семејство или на некој граѓанин, да треба тоа што го кажам, ако не размислуваат за себе, за нивното здравје, тогаш должност е, на вистина општествена должност и одговорност, да мислат за здравјето на сите граѓани во Република Северна Македонија. Штом го споменувате буџетот, иако не сакате да откривате детали, можам само да предпоставам дека ќе расте акцизата за тутунските производи. Апсолутно, за тоа се засегнати, колку што знам, значи, Царината и Министерството за финансии, и ние со нив, навистина со Министерот за финансии, за да бидам искрен, зборувавме во ова тема и навистина тука треба една детална анализа да се направи, да се разгледуваат можностите, но по практиките што ги имаме во светот и во Европската Унија, ние гледаме дека таму цигарите, пушењето е многу скапо и затоа треба да се гледа и во тој правец даноците и давачките за тутунот, нормално тоа ќе биде една од мерките да се зголемат и кај нас. Видете, реално и очекувано е дека ќе имате сега отпор од дел од граѓаните, ќе имате сигурно отпор од угостителската индустрија, така што дали имате поддршка на ниво на влада, затоа што ова ќе биде прашање, како што реков, ќе отвори повеќе фронтови. Ја ви викам дека тука сме нормално како многу одговорни во Министерството да водиме грижа за здравјето на граѓаните и кога е здравјето на граѓаните и моето мото и мојот кабинет е дека здравјето на граѓаните ни е пред се
И тука нема да отстапиме и нема да направиме компромис со никого. Знаете како некој граѓанин, вие или ја, кога патуваме во европските земји или во светот, значи одиме тамо и се прилагодуваме, се адаптираме, ги почитуваме законите, не се пуши. Еве, ја од лично искуство лани во еден конгрес невролошки бев во Сингапур и знаете како функционира таа држава. Можеби од цел Сингапур во 5 места не се пуши, што се одредени за пушење, и знаете колку се напреднати тие луѓе и колку е висока општествената одговорност кај нив. Министре, доколку се донесат овие измени, иако не кажувате детали за нив, мислам дека контурите можат горе-долу да се препознаат. Тоа ќе значи неколку работи, меѓу другото може да се очекува зголемување на нелегалната трговија со цигари, нелегалната трговија со тутун, која што и сега имаме. Затоа пак ќе ве прашам дали имате разговарано за темава начално на влада за да се зајакнат капацитетите на институциите кои што ќе треба потоа да ги прават контролите на терен. Едно е да ги измениме законите да се донесат построги одредби, но дури порано кога имавме построги одредби, да бидеме реални, целосно се почитуваше 2 километри во радиус околу плоштадот. На периферијата на Скопје по другите градови секаде беше своја политика. Ние постојано зборуваме на тоа што ќе претходи, значи периодот, ние динамично ќе зборуваме со сите засегнати страни во владата во врска со овој проблем. Се уште немате изградено мислење преку коалицијата? Апсолутно немаме изградено такво мислење, но како и да е, јас сум најповиканиот како министер за здравство да се грижам за здравјето на граѓаните. Нели знаеме дека огостителските објекти во едно време што вие го спомнавте во вашиот увод, дека ова се почитуваше, имаше посебен дел за пушачите и посебен дел за непушачите. Ние тоа го имаме предвид, но на вистина треба мерки и тие мерки веќе една за сегојаш треба да се испочитуваат. Точно е така дека ова не го засегнува само Министерството за здравство, ние на вистина се грижиме за сите граѓани, но нашата поддршка треба да биде и другите институции во ова проблематика се засегнати со овој проблем и заедно со нас, но знаете како е, кога некој ќе настојува, кога има добра волја, а тука не се зборува само за волја, тука е тоа што е нешто светло, што е здравјето на пациентите и здравјето на сите граѓани на нашата држава и на вистина тука верувајте дека ја како министер и мојот кабинет немаме да имаме компромис со никого. Ако некој од другите институции што ги спомнавте не ги извршуваат своите обврски, ние ќе излеземе, значи на прес и пред медиуми вие почитувани и ќе кажеме дека адресата е во оваа институција и мислам дека кога се има волја мора да се постигне тој резултат што го посакуваме сите. А нашата цел е пред се да го намалиме ова користење на пушење, а ние нормално сме свесни во овој правец дека најголем дел од земјоделците се тутунарите, од меѓу најбројните и знаеме дека 30.000 семејства живеат од ова, но нормално тие имат субвенции и ние ќе настојуваме и ја добив и тогаш поддршка и мислам дека ќе имаме на вистина многу голема поддршка во овој правец, заедно со директорот за Европа на Ханс Клуге на Светска здравствена организација и ќе издействуваме преку влада и преку Министерството за земјоделие за овие да се менуваат со други култури во земјоделие и за ова ќе треба нови субвенции и овие и тутунарите ќе се субвенционираат во овој правец. Но ова не го велиме ние, овој го велат скрининзите на Европска Унија и ние, ако сакаме да бидеме дел од таа Европска Унија, мораме да ги испочитуваме не само ова, во сите насоки и мораме да ги смениме некои навики и мислам дека е крајно време. Добро, во право сте, веројатно можеби најголем дел од субвенциите кои што ги дели државата од националниот буџет точно е за тутунот и што е една голема контрадикција при секоја борба против пушењето во земјава.
Имате разговарано со здруженијата нивни и така натаму, дали се они подготвени да направат таа транзиција? Велите Министерството за земјоделство, значи веќе има некакво начално разбирање. Јас сум нормално и тие ги имаат скрининзите на Европска унија во нивниот дел, и јас сум спремен на вистина заедно кога ќе нормално ние имаме тајминг како ова ќе се изреализира, и кога ќе дојде време сум спремен да седам и со министерот за земјоделие, да седнеме заедно и за тутунарите и да кажеме за сите последици и сите дефекти во населението, во и нивните семејства, што подразбира и на жалост што донесува тутун. Додека зборуваме за тутунски производи, а се зборува долго време, на пазарот се намножија нетутунски производи, но кои што содржат никотин, и тие се особено популарни токму меѓу најмладата популација. Што се очекува да се преземе во врска со овие производи, бидејќи сега во моментов тие се во една сива зона да ја наречам? Значи, истите мерки, најригорозни, ќе важат и за електронското пушење. Ви благодарам многу на времето. Благодарам и на вас за можност.